Заврши втората етапа од ликовната колонија лето 2014 Вила Тодоров Кожув. Уметниците оставија 27 дела создадени во прекрасниот амбиент на Кожув планина. Таму денеска беше и со нив разговараше колешката Миријана Мукајтова. Населбата Кожув во изминатава седмица пулсираше во ритмот на уметноста во рамките на четвртото издание на ликовната колонија лето 2014 Вила Тодоров Кожув, а 13 ликовни уметници од Македонија и Србија, инспирирани од прекрасниот амбиент, недопредната природа и чистиот воздух, создадоа 27 ликовни дела кои на јавноста ќе бидат презентирани на 1 октомври на свеченото отворање на Кавадречката културна есен. Денеска на завршниот дел од колонијата имавме можност за прв пат да го видиме плодот од еднонеделното дружење и работа во една изложба на отворено небо во која беа сублимирани творечките размисли и индивидуалноста на секој уметник, поединочно вдахновени и во моќта и убавината на природата, која таму на своевиден начин ја покажува Кожув планина. Задоволни од организацијата и можноста да престојуваат во Вила Тодоров, за КТВ изјавија: Јадрнка Димитриевич ни доаѓа од Сремска Митровица и еве овде на Кожув планина, кога сме поблиску до сонцето и до месечината, та ги одбрани во еден диптих со многу убави топли бои. Како го доживеа ти Кожув, Јадрнка? Кожув е навистина магичен. Мене ми се чини магичен. Тука природата се уште е недопрена, се мириса и се воздивнува. Што би се рекло, тука се брзо се менува. Пейзажот. Тука се чувствува колку е силна природата, колку ние сме мали, а природата е моćна. Ако успеав тоа на сликите малку да го прикажам, таа убавина драго ми е. Драго ми е. Дали си задоволна од она што го наслика? Во принцип сум, а секогаш може и подобро, тоа е сигурно. Но тука сите сме задоволни, мислам дека и сликите се такви, позитивно, полни, со убава енергија, бидејќи тука ни беше прекрасно. Се заблагодаруваме на вистина на господинот Тодоров и на Ива, кои на вистина добро не угостија и носиме многу убави спомени. Дали тоа значи дека позитивно беше и дружењето со уметниците од Македонија? Јесте, упознали сме се. Да, се запознавме, разменивме искуства и тоа е она најубавото. Значи секој од нас носи желба повторно да се врати овде и на некој начин да ја повтори оваа средба. Понови овај сусрет. Да. Тук кажете кога ќе се вратите во Сремска Митровица, во неколку збора или во една реченица за престојот во Македонија. Беше прекрасно. Можем слободно да кажам дека оваа колонија заврши многу успешно. Вроди со многу голем плод, 12 автори со 27 дела. Секако дека секој од уметниците си носи своја индивидуалност, меѓутоа она што беше заедничко, што можеме да го видиме на делата на крајот, е дека природата и овие убави пейзажи ги споија на некој начин сите уметници. Самото доаѓање на ова планина, прекрасна планина, преубава планина, благодарејќи на организаторот Маријан Тодоров, кој што ни пружи такво задоволство да исполниме батерии, да ја доживееме ова гледка. Самите автори, самите уметници од сам почеток веќе беа решени да работат дел од природата, дел од ова убавина, да се пренеси на платна. Да. Она што успеавме да го споиме со Кавадарци, со поднебјето од Тетиквешкото виногорје, беше овој убав пейзаж, меѓутоа и вкусните вина од винариите, Стоби и Бовин. Да, вчера имавме презентација, дегустација на висококвалитетни вина од две винари, попратено со музика. Ali интересниот момент е што тој ден имавме и освојување на планина, па заврши со дегустација на прекрасни вина. По успешно завршената колонија, организаторот Маријан Тодоров изјави: Денес заврши четвртата поред ликовна колонија, лето 2014, која се одржува во населбата Кожув. Идејата дојде пред 4 години од неколку мои пријатели, ликовни уметници, кои што ми дадоа идеја да започнеме еден културен настан кој би се одржувал во
кој би се одржувал на планината Кожув. Ова година имавме голем интерес за учество на колонијата лето 2014 и затоа ја поделивме во два дела. Првиот дел ни беше во јуни месец, во кој што работеа младите ликовни уметници, а сега во август месец беа поискусните ликовни уметници. Значи, денес завршивме со колонијата, сите дела се готови и наредно случување ќе биде излагање на делата во галеријата на Домот на културата во Кавадарци. Дали овој објект, Вила Тодоров, може да прими гости во текот на целата година? Постојат ли услови? Значи, нашиот објект е отворен, функционира целогодишно. Од ова година можеме да се пофалиме дека покрај 8 апартмани кои што ги имаме, ресторанскиот дел и дневниот бар, направивме и мини спа центар со финска сауна и парна бања и преминавме во Хотел Тодоров и од ова година сме Хотел Тодоров. Дали ќе има и скијачка сезона? Па во делот дали ќе има скијачка сезона, јас не би можел точно да ви дадам одговор, меѓутоа се надевам дека одговорните лица во компанијата Ски Кожув ова година ќе направат напори и нивната идеја која што беше да има еден скијачки центар покрај населбата Кожув да отпочнат со работа, со подготовки за зимските периоди и се надевам дека 2014-2015 ќе имаме успешна зимска сезона.